сега преминуваме на другата Ирена, која што е некаде на терен. Прво да ја прашам каде си сега, Ирена? Те разшетавме низ Скопјево. Искра, добро утро повтор па до тебе и до нашите гледачи. Исто сме на истото место, тука си останавме, со оглед на тоа што низ Скопјето е голема гужва. Не сакавме да ризикуваме, така да се уште сме на истото место, меѓутоа овој пат со други соговорници. Овој пат Искра соговорниците ни доаѓаат од Уминдол и од Ново село, Кумановско. Тие ни стаса овде на истото место и сега ќе разговараме со нив за она што ќе се случува на 26 ноември. Тоа е следната недела. Ќе се случува едно есенско пазарче во организација на Сдруженијето на граѓани Ума 100. Ова утро заедно со нас, почитувани гледачи, се две прекрасни дами, веќе насмејани. Еве веднаш до мене Теодора Цветковиќ. Теодора, здраво. Здраво, добро утро, поздрав до сите гледачи. И до Теодора е нашата гостинка Роза Трајковиќ, која што е и двете се членови на Сдруженијето Ума 100. Роза, добро. Поздрави од мене, ги поздравувам гледачите на утринската програма на Алфа. Ви благодарам ова утро што ни стигнавте не од многу далеку, од Уминдол и од Ново село. Сега поводот за вашето гостување е она што ќе се случува на 26 ноември, тоа е следната недела, ќе се случува едно навистина интересно есенско пазарче. Која ќе биде програмата на пазарчето и кој се ќе учествува? Програмата на пазарчето е составена во тоа да се представат локалните производители. Локалните производители ќе ги понудат своите производи што ги произвеле во текот на цела ова година. Значи тука ќе може да се види компир, кромид, лук, освен тоа пиперки, не знам, сушени, везени и така натаму. Освен тоа ќе бидат понудени и домашни сготвени производи од членките на Сдруженијето Ума 100. Вредните нивни раце ќе ги понудат домашните пити, домашните ајвари, целата она зимница што сите ние сега ја конзумираме. Исто така, целата пазарчето ќе биде пред туршијарата Супер Киз во Ново село и тука ќе самата туршијара ќе понуди луѓето кои ги произведуваат, значи домашна зелка, сарми и така натаму. Ако нешто заборавив, може. Јас мислам дека претходно додека се договаравме за разговорот, спомнавте дека ако е времето убаво, ќе можат на велосипед сите учесници да прошетаат низ Ново село и Уминдол, така? Така, предвидовме и имаме неколку велосипеди кои се дел од проектот, Роза ќе надополни подоцна и нив ги ставаме на изнемување да можат сите кои што ќе дојдат да ги посетат и да ги од една велосипедска гледна точка да ги прошетаат нашите села. Ако дозволат временските услови, така? Ако дозволат временските услови, велосипедите ќе ни бидат на располагање, инаку само да напоменеме дека ова есенско пазарче е како завршен настан од проектот Млади лидери во руралните средини, кој што го финансира Европската унија, и само да надополнам дека ќе се обидеме да ја збогатиме програмата со што повеќе разновидни локални производители. Поканивме и локална винарија од Куманово, Томино, исто така ќе ни дојдат и Баба Марини, тоа е една локална месна индустрија, така што верувам дека посетителите на вистина ќе имаат можност да дегустираат и да пробат разновидни производи кои што се од Кумановското поднебје. Само да напоменеме дека почнува есенското пазарче во 11 часот и ќе трае до кога? До 15 часот после пладне, со оглед на тоа што сега денот е некако краток и да ги повикуваме посетителите да дојдат на време и да планираат да си испазарат до 3 најдоцна. Значи сепак ќе може да се пазари, кажа Теодора, што се ќе има на трпезите, да кажеме, на тоа пазарче. Сакав да ја прашам за членките, како се подготвуваат тие производи? Тие се домашни производи, така? Тоа се домашни производи како што си ги подготвуваме дома или како што ги подготвувале нашите баби, ајде да речеме. Предците во минатото, така? Предците во минатото. Па добро, не толку во минатото, сега во малку помодерна верзија, меѓутоа се обидуваме да го задржиме тоа традиционалното. Домашни пити печени на дрва, домашни турши, домашни зимници, ајвар и сето тоа е локално. Кога велиме локално, тоа значи дека производителите сами си ги произвеле тие овошје и зеленчук во нивните дворови и од вишоците ги прават
остават зимниците, ги конзервираат за да можеме да ги понудиме на посетителите. Одлично. Значи за сите гурмани и љубители на убавата вкусна кумановска храна, може да дојдат во недела на 26 и да дегустираат сите овие производи, подготвени, како што ни кажа Теодора, од вредните раце на вашите членки. Сега, малку да позборуваме за вашето здружение Ума 100. Ума 100 носи интересен назив. Јас ме прашав дали е нешто асоцирано 100 ума, ама сум грешка. Така, не е така. Па да, тоа е првата асоциација, инверзија од 100 ума 100. Всушност, ума е тип на глина по која што Уминдол го добил своето име. Тоа е тип на глина и ловица, а 100 со оглед на тоа што здружението беше формирано по повод 100 години од настанокот на Уминдол. И затоа го додадовме стотката на Ума 100. Кои се активностите на вашето здружение? Со што се занимавате покрај тоа што подготвувате еве вака есенски пазарчиња, можеби пролетни пазарчиња, кои ви се другите останати активности? Во фокусот на нашите активности е руралниот развој во целина со акцент на руралниот туризам, затоа што Уминдол и Новосело имаат поволна местоположба блиску се до автопатот и блиску до Скопје и ќе се обидеме малку во тие две села да го заживееме руралниот туризам преку храна и преку други содржини кои што ќе ги понудиме таму. Вие сте двете млади. Ме интересира колку млади луѓе има останато во Уминдол и Ново село, кои што може да се занимаваат еве со овој рурален туризам, како што ни кажа Роза. Па има доста. Младите се, да кажам, ангажирани, со веќе фамилиарни, наши генерации и сакаат да, дури кога ќе отидат во странство, се враќаат, затоа што знаат дека вкусот од питата на баба никој не може да го замени, мирисот на ајварот никој не може да го замени и никаде не може да се најде и затоа се враќаат, остануваат тука, своите деца ги праќаат во училиштето тука да учат, така што има доста, да кажам, капацитет, нашите села имаат капацитет да произведуваат домашни производи и да ги задоволиме потрошувачите околу, значи во околина на Куманово, али и пошироко. Ова навистина звучи многу оптимистички, Теодора, што ни го кажа, дека сепак се враќаат младите во вашите села кумановски и дека тука ги запишуваат учениците на училиште, ти си ни наставничка тука во едно од училиштата и двете сте филолози, полиглоти, тоа на крај ќе не поздравите по кумановски. Само сакам уште да прашам колку време ќе се подготвуваат овие производи, кои што ќе бидат наменети на есенското пазарче? Па свежо зготвената домашна храна ќе ја подготвуваме ден претходно, ако тоа ви беше прашање. Тоа сето на друго зимниците веќе ни се спремни во подрумите, само ќе ги изнесеме надвор и ќе ги декорираме и ќе ве очекуваме да дојдете. Значи сте биле вредни и септември и октомври, односно не само вие, сите членки на вашето здружение и сите домаќинки од тој регион. Мене навистина ќе ми биде многу драго ако еве можеме и ние да дојдеме да присуствуваме на ова есенско пазарче, бидејќи навистина ова што го кажавте звучи многу вкусно и примамливо. Сега, бидејќи сте полиглоти, бидејќи сте кумановки, доаѓате од Куманова, ајде малку да слушнеме на кумановски, да ги повикаме гледачите да дојдат на 26 во недела, да бидат дел од ова есенско пазарче, има навистина што да се види. Па ајде да пробаме на кумановски сега. Значи ми не сме куде Тумбо и Три бандере, малку сме поблиску од Тумбо и Три бандере и ги покануваме свите гледачи на Алфа телевизија да дојдев да не посетив и да ги пробав наши локални производи. Гарантираме укусну храну и добру забаву. Сигурно. Дојдите, нема да се покаете. Одлично, ви благодарам многу, наши дами, што ова утро бевте дел од утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секој утро. Ви посакувам убав и безбеден пат до Уминдол и Ново село. Не е далеку, само 18 км надвор од Скопје. А сите наши гледачи ги повикуваме идната недела на 26 ноември со почеток во 11 часот Уминдол и Ново село есенско пазарче. Навистина ќе има богата содржина и преубави домашни вкусни јадења подготвени од вредните раце на домаќинките, членки на здруженијето Ума 100 од Куманово. Искра? Да, добро, Ирена, ова на некој начин испадна превод на кумановскиот говор, за да разбереме сите. Секако се шегувам, многу интересен кумановскиот говор, само што секогаш кога ќе го слушам очекувам виц дека следи, но овој па станува збор за сериозен настан.